вторник, 25 ноември, кратки вести во 12 часот. 5 апликации за највисокото општинско признание, наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски и 10 за повелбите пристигнале до општина Охрид по објавените конкурси, информираат оттаму за Супер радио. Комисија ќе ги разгледува пристигнатите предлози и ќе треба да донесе одлука за добитниците најдоцна до 7 декември. Наградата се доделува за животно дело, а повелбите за остварување и достигнувања во сите области од општествениот живот во период од една година. Минатата година доктор Павле Митрески го доби најпрестижното општинско признание, наградата Патрон на градот Свети Климент Охридски, додека добитници на повелби беа Клубот за подводни дејности Охрид и Сдруженијето на граѓани Аматер од Охрид. Покрај дрвото кое падна во центарот на градот на Кеј Македонија во петокот, во населбата Далјан на улицата Сатеска падна голем 10-метарски бор и тоа врз паркирано возило. За среќа во моментот тука не поминувале пешаци затоа што станува збор за место каде често се движат жителите на околната зграда. Граѓаните во дописот до нашата редакција апелираат на побрза реакција и да се отстранат и останатите дрвја во овој дел кои веќе биле обележани како опасни и додаваат дека пред неколку години на истата локација исто така паднал голем бор. Последните врнежи од дожд во регионот на Охрид покрај проблемите што ги предизвикаа придонесоа за подобрување на хидролошката состојба на Охридското езеро. Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, езерото е на кота од 693,39 метри надморска височина, односно на 10 сантиметри над просекот за ноември и на 29 сантиметри над минимално дозволената. Раст на водостојот се очекува и деновиве по најавените нови врнежи од дожд. По реконструкцијата на регулациониот објект, познат како дрвениот мост во Струга, најавено е дека ќе следи изготвување основен проект за автоматска контрола на испустот и далечинско управување со нивото на Охридското езеро и реката Црн Дрим, со цел да се обезбеди поефикасна и еколошки одржлива регулација. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 6 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.